1047 буџетски корисници должат дури 272 милиони евра, стои во најновиот извештај на Министерството за финансии. Доскора строго чуваната тајна за трошењето и долговите на овие корисници е јавност, па веќе точно се знае кој и колку должи. Но прашањето е, ќе има ли крај на безобразлукот кога во прашање е трошењето на народните пари? Зашто само јавните предпријатија и државните трговски друштва во овој момент должат 97 милиони евра. Челната позиција овде ја имаат македонски железници со долг од 54 милиони евра. Веднаш до него со 13,8 милиони евра е водоводното предпријатие на Охрид и Струга Проаква, кое се грижи за водниот баланс на Охридското езеро, а на третото место е АД Енергетски ресурси со камен околу вратот тежок 12 милиони евра. Нема крај, не можеш тоа да се средено време. Сега е пендивали. Се полошо и полошо. Само трета опција, друго ништо не спасува. Шо побрзо поубаво. Нема крај на државни пари. Кој што го избереме, у новче си и крај. Готово, забрајена, шо е бил? Не, сигурно дека нема. Песимизмот на граѓаните има основа, зашто тие одамна знаат дека многу често работа си имаат со расипници и непоправливо неодговорни луѓе. Но сепак, со други зборови, од селото им се довериле токму овие волци да им ги чуваат овците. Но за раскажување лошо има уште, зашто локалните јавни предпријатија, кои се основани од општините, сега имаат долг од 59 милиони, што е за 4 милиони повеќе во период од само 3 месеци. Паралелно со нив, општините должат 5 милиони евра повеќе од последниот извештај, што уште еднаш потврдува кој ни ги чува и овците и млекото. Но за волја на вистината, речи си исклучок во оваа анализа, се јавните предпријатија и општините од источниот регион. Овде тенденцијата е поинаква, што, например, се гледа од некогаш едно од најзадолжените јавни предпријатија Брегалница од Делчево. Кон управата за јавни приходи, по основ на решение за одложено плаќање на рати, која месечната рата ни изнесува 211.000 денари, како и со прибивање на данокот на додадена вредност кон управата за јавни приходи за инвестиционите вложувања во текот на 2019 година, кој изнесува беа во износ од околу 7 милиони денари, вкупено е вратено кон управата за јавни приходи 6 милиона 723.000 денари. Секако, оваа анализа има повеќе конотации, па освен за работа, функција, пари, загуби и криминал, станува збор и за однос на цели етнички групи и нивни поединци од западниот дел на Македонија, кога во прашање е неодговорното трошење.